кој ќе ги згрижи пациентите со сериозни малигни и хронични заболувања кои извисија откако ГОП 8 септември стана главен центар за лекување на ковид позитивни пациенти. Дилемата се отвара откако извори за Алфа алармираа дека пациенти кои имале закажено хируршки интервенции за лекување на сериозни заболувања биле оставени да чекаат доти во болницата се примале само заразените со корона. Раководството на болницата демантира. Ургентното оделение било отворено за сите итни случаи. Тука не доаѓаат луѓето на преглед. Значи идат директно на клиника, кој што клиниките се нели за тие пациенти кои што не се суспектни, не се позитивни, си имат некои хронични заболувања, во главном идат таму. Овде, меѓутоа, во колку е итно и ако дојде кај нас во ургентниот центар, тој сигурно ќе биде прифатен, без разлика дали е суспектен, несуспектен, позитивен, негативен. Имаме официјален документ од Министерството за здравство за прифаќање на пациентите суспектни и позитивни. Значи тоа е веќе месец и пол, не од сега тоа. Таму во моментов се хоспитализирани 90 на пациенти со коронавирус. Сите други оделенија се затворени, а пациентите префрлени во другите клиники. Директорот Кустов вели оти уште на 18 март добиле известување од надлежното министерство да ги оспособат капацитетите за сместување на сомнителни и позитивни пациенти. Надлежните пак не осогласени во статистиките. Првиот човек на болницата тврди дека таму се лекуваат 90 на пациенти. Здравствените власти пак велат, во 8 септември хоспитализирани се само 35 мина. Инаку, министерот за здравство Венко Филипче на почетокот на корона кризата рече дека заболените лица од COVID-19 ќе бидат хоспитализирани на инфективната клиника, во Полската болница и во Штипската болница, која требаше да стане регионален центар. Но очигледно приматот како главен центар за лечење на болни од COVID-19 го зема болницата 8 септември.